Избирачките одбори кои во избирачкиот список имат болни и изнемоштени од рано утринава излегоа на терен. Екипата на телевизија Алфа заедно со членовите од избирачкото место 2282 ги посети домовите на 76-годишната Слободанка Гошова и 81-годишната Митра Арсова. Тие живеат во приградската населба Железничка. Поради својата здравствена состојба гласаат во домашни услови. Па треба да се излева на гласање, знае се гласање, треба да се излезе. Обавезно, секако треба да излезете. На вториот круг од преседателските, но и на изборите за нов парламентарен состав, бројот на гласачи кои ќе гласат во домашни услови е за 500 поголем од првиот круг. Најмногу пријавени има во Берово, дури 258 лица. Пред да започне процесот, гласачот треба да се изјасни дали сака да учествува и во двата вида на избори, објаснуваат од избирачките одбори. Имаат право еднаш да пристапат и треба да се изјаснат дали ќе гласаат за двата вида на избори или само за едниот и зависно од нивната одлука така ќе се спроведе и гласањето, тоа ќе добијат едно или две гласачки ливчиња. Точно навреме во 7 часот е отворено и гласачкото место во Штипскиот затвор. До 11 часот своето право го искористиле над 34% од гласачите. Го отворивме точно навреме во 7 часот. Имаме 206 гласачи и во двата избирачки списока за председателски и за парламентарни избори и досега има излезеност на 71 гласачи. Така се е во најдобар ред. Се е во најдобар ред, без проблеми. Денеска своето право на глас во источниот регион ќе може да го искористат 1603 гласачи, а дополнително ќе гласаат и 28 лица, кои се сместени во домот за стари лица во Берово.